Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во ново издание на Анализа на телевизија 24 и вечерашното издание е дел од едицијата која што ја посветуваме на локалните избори со директно учество на непосредните учесници во локалната трка 2025 година. Знаете, вечерва ни е тема градот Скопје. Ги поканивме кандидатите за градоначалници на Скопје. Во трката беа пријавени за учество 17 кандидати, меѓутоа еден кандидат, еден политички ентитет практично беше отфрлен од страна на Државната изборна комисија и останаа 16 кандидати за градоначалници на Скопје, поддржани од исто толку политички ентитети. Во вечерашната дебата за Скопје упативме инаку покани до сите 16 кандидати за градоначалници. Во вечерашната дебата не прифатија да учествуваат четворица. Прво нив ќе ги најавам бидејќи е помала бројката. Значи не учествува градоначалникот на ВМРО ДПМН господинот Орце Ѓорѓиевски, кандидатот за градоначалник на Скопје. Од ВМРО ДПМН, натаму Александар Тортевски, кандидатот за градоначалник на Скопје од твоја партија, не се озвана нашата покана, Скендер Реджепи од Националната алијанса за интеграција и Демир Исмаил, кандидат за градоначалник на Скопје од Сојуз на Роми. Сите останати 12 кандидати за градоначалници се вечерва, како што можете да видите и во првиот кадар, се присутни во студиото на телевизија 24. Јас им благодарам што ја прифатија поканата, со тоа покажувате демократски капацитет, а со тоа и да се збогати плурализмот на размисли, концепти, проекции за градот Скопје, за развој на градот Скопје. Со тоа им помагаме, се разбира, и на граѓаните да ве запознаат и лично, некои што не ве знаат и да видат за кого и да го изберат, да изберат најдобрата опција за себе што мислат за градот Скопје. Благодарност уште еднаш до сите вас. И ќе почнем на почетокот да ве најавувам од мојата лева страна. Вангел Божиновски, кандидат за градоначалник на Скопје од Родина Македонија партијата. Благодарам, Божиновски, што се озвавте позитивно на нашата покана. Александар Трајановски, кандидат за градоначалник на Скопје од коалицијата Искуство за успех. Благодарам и вам, Трајановски, што се озвавте позитивно на нашата покана. Натаму Драган Николовски, кандидат за градоначалник, предложен од група избирачи, што ќе рече независен. Николовски, благодарам и вам што се озвавте позитивно на нашата покана. Така, Амар Мециновиќ, кандидат за градоначалник од Левица. Благодарам и вам, Мециновиќ. Каја Шукова, кандидат за градоначалник од СДСМ и коалицијата за локалните избори. Шукова, благодарам што сте дел од оваа дебата. Добро вечер од мене. Така, Срџан Амет, кандидат за градоначалник за Скопје, политичка партија Унија на Роми Скопје. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Така, Александар Рашковиќ, кандидат за градоначалник на Скопје, независен, но поддржан од ТМРО партијата. Ви благодарам на поканата. Така, добро вечер и вам. Горан Марковски, кандидат за градоначалник на Скопје, група избирачи Горан Марковски. Добро вечер и вам, господине Марковски. Добро вечер. Благодарам што сте дел од оваа дебата. Башким Бакиу, кандидат за градоначалник на Скопје од коалицијата Влен. Господин Бакиу, благодарам и вам што сте дел од оваа дебата. Натаму го имаме господинот Владимир Куновски, кандидат за градоначалник на Скопје од Работничка партија. Некаде прочитав дека Движење слободни и независни. Меѓутоа во онаа листа од Државната изборна комисија сте како кандидат на Работничка партија. Така сакам да сме окей и чисти што се вели. Сашо Маневски, кандидат за градоначалник за Скопје, група избирачи. Благодарам, Маневски, вам. Благодарам на поканата. Така и Зоран Јовановски, кандидат за градоначалник на Скопје од Единствена Македонија партијата. Јовановски, добро вечер. И вам. И една мала корекција. Повелете. Јас сум независен кандидат за градоначалник, само формално правно поддржан од политичката партија Единствена Македонија. Ја никогаш не сум бил член на политичката партија Родина Македонија, а од секогаш сум бил член на политичката партија ВМРО ДПМН и откако почна војната во Украина, поради мојот проруски курс, ме изопштија и една од причините за кандидатурата е револт на тоа, но за тоа потоа. Ви благодарам за оваа интервенција, меѓутоа во списокот што е од Државната изборна комисија официјален стои од партијата Единствена Македонија. Затоа така и најавив, но еве благодариме за ова појаснување. Ете така, ви благодарам уште еднаш и почнуваме со првиот сет прашања.
Ќе почнеме од лево на десно, па така потоа второто прашање од следниот гостин, како сте седнати на пултовите и ќе возиме така цела емисија. За вечерва имаме од 90 на минути пред нас, се надевам доволно време. Правилата се да ги кажам на сите, иако и претходно се запознавме, минута ќе имате време за експликација на прашањето и по 30 секунди можност за реплика и контрареплика, при тоа јасно ќе кажете кому реплицирате. Така. Господине Божиновски, еве она што е особено овие месеци, есенските, зимските месеци, најмногу се зборува за загадувањето на Скопје, иако и летово имавме поради пожарите и сега со случувањата во Дрисла, Вардариште и тоа. Која е вашата визија за Скопје, еколошки чист град? Вака. Значи, мислам дека сум доволно познат по тоа кој наместо да гледа во иднина, гледа во минато. И во таа смисла имате некако други идеи. Прво, останува нејасно зошто одеднаш во последниве, еве да речам, 10 години се појавува проблемот со загадувањето, а пред тоа не постоел. Дали станува збор за тоа дека ние почнавме да зборуваме за тоа или станува збор за нешто кое покрај зборувањето се појавува како феномен. Овој феномен, за да може да се реши, потребна е визија, многу повеќе креација и најнеопходна работа за мене е кои се влезните податоци со кои што оперираме, бидејќи знам дека многу студии се направени по тоа прашање, но како што забележувате од мандат на мандат, тоа не се решава. Така, вашата минута помина. Александар Трајановски за ова истово прашање. Јас се надевам дека од сега натака, иако требаше многу порано, ова прашање нема да го третираме трендовски, исклучиво во сезоната кога ни почнува. Значи, ова е проблем кој што треба да се третира низ целата година. Постојат сет мерки и соработка на повеќе нивоа на власти и институции кои што треба да ги сублимираме нашите капацитети за да можеме да ги превенираме пред се. Ние во програмата предвидуваме комунална полиција од аспект на тоа што сметаме дека едно од клучните законски решенија кои што би можело како институција и како капацитет превентивно да действува пред се во стварањето депони, подпалувањето на истите, предвидуваме и опрема која што ќе може да изврши строг мониторинг со беспилотни летала, со термални камери кои што можат брзо да детектираат жариште и секако мислам дека во 21 век 2025 година треба да почнеме да ги читаме податоците кои што ни ги оддаваат тие мерни станици. Иначе можем и да ви одговорам на вас директно, значи пред 10 години најверојатно ги немавме мерните станици, сега има податоци кои што треба да ги читаме и да знаеме каде треба да реагираме, кои се жариштата каде што најчесто се случува загадување. И секако јавната свест. Така. Николовски, која е вашата визија за почисто Скопје? Па, предходно би требало да се лоцира точно изворите на загадувањето во Скопје, инако Скопје не е ништо различно од другите градови на планета, во што исто имаат проблем со загадувањето. Може да се интервенира со масовно зазеленување на површините, осим на целата територија на градот, со зелени крови, со зелени катови од зградите. Може да се интервенира со воведување на еколошки превозни средства, може и исто така алтернативни превозни средства, да се проба она што се вика индустријата да се елиминира од градот на некој начин, како што е сега случај. Така, добро, не ја искористивте минутата, меѓутоа тука сте близко. Како иде, Мециновиќ? Вака многу брзо, јас бев советник во овој мандат, сакам да искоментирам дека со години наназад градот Скопје владата не прави доволно за намалување на ефектите од аерозагадувањето и како советник бев сведок на како ВМРО ДПМН го блокира секој напор за изнајдување на решенија, така да денеска сум крајно резигниран за отсуството на нивниот кандидат за градоначалник кој не удостои со дебата и тоа го покажува нивниот однос кон граѓаните на град Скопје. Инаку кога станува збор за град Скопје, ние секогаш ги третираме симптомите, а никогаш изворите, даваме субвенции за клими и
и го посочуваме прстот кон сиромашните како загадувачи, иако никогаш не добили институционална поддршка и бегаме од вистинската дебата кој навистина го загадува градот, ние сметаме дека треба да се третираат изворите, почнувајќи со редовно чистење на улици и воведување на автоматски системи за чистење на булеварите, затоа што загадувањето почнува од најситните ПМ честички кои потоа предизвикуваат и болести кај нашите граѓани и така натаму. Понатаму треба да се окрупнат инспекцијските служби на град Скопје, затоа што тие моментално се оскудни и немаат доволно материјални услови за да ја вршат својата работа како што треба. Прво треба нивно окрупнување, воведување на дронови, понатаму и стимулирање на јавниот превоз, затоа што јавниот превоз е главното решение за загадувањето на автомобилите. За сообраќајот во текот на емисијата, госпоѓа Шукова, повелете. Да, благодарам. Сеопфатни мерки секако во многу сектори. Идентификувани се изворите на загадување и во градот Скопје, генерално на ниво на држава. Ке треба интервенција во многу сектори, пред се во начинот на затоплување, во јавниот сообраќај. Отпадот е еден од факторите кои што влијае на загадувањето на воздухот. И во сите овие сектори, секако јавното зеленило, кое што со години не се одржува, значи во сите овие сектори или подсектори, сет на мерки кои што треба синхронизирано и паралелно да се спроведуваат. Имаме план на краток, на среден и на долг рок. Некои може да се реализираат многу брзо, како да речеме БРТ системот кој што може да се реализира брзо и да намали дел од загадувањето. 15 паркови, да речеме, за 15 месеци, исто така како мерка која што може многу брзо да се реализира. Значи, во многу сектори имате мерки кои што треба да се спроведуваат синхрониране и паралелно. Една минута е многу малку за да можеме да позборуваме за сите. Да, знам дека го имате и тој притисок, нели, да се каже во минута се, меѓутоа имаме емисијата пред нас, па се надевам дека и ви како сега сообраќај што го вметнавте, па може и нели за чистотата во некоја друга во некој друго прашање како одговор. Господинот Амет е наред, господин Амет. Да, ќе пробам во една минута да удолувам главните поенти да ги дадам. Е сеопфатен, се разбира проблем кој што кажа и моите колеги од пред мене. И е интерсекторски проблем кој што треба да се реши системски. Пред се ќе се воведе еден строг мониторинг и регулирање на големите индустрии кои што делуваат на територија на градот Скопје, потоа едно целосно мапирање на сите тие загадувачи кои што постојат. Се согласувам исто така дека сообраќајот е клучниот во овој процес на загадувањето, така да врз основа на тоа мапирање и скенирање ќе се утврдат сите високи, средни и ниски ризици кои што придонесуваат за загадувањето и етапно системски ќе се работи на сето тоа. Тука исто така е субвенцирањето на енергетски ефикасни домакинства, како јавните така и приватните домувања на територија на град Скопје. Ќе се воведе еден систем во кој што ќе се даде можност, едукацијата се разбира не изостанува тука на местото население, но ќе се даде можност на субвенционирање или па со клучна соработка со приватниот сектор каде што ќе може да влијае доволно во нивното работење, да не влијае толку лошо во нивното работење, а сепак да има бенефит граѓаните во дишењето. Така, господин Рашковиќ, вие сте по професија дизајнер, кога би се користеле со тој јазик во оваа дебата, на што личи Скопје и какво сакате да го направите? Па, Скопје личи на еден град каде што е жално да живее еден човек. Меѓутоа, јас сепак ќе кажам, да, паркови, зеленило, сето тоа е убаво, но го гледам како еден момент каде што луѓето треба да одат да се релаксираат, а не да правиме паркови за да го абсорбираме нечистиот воздух, туку треба да се детектираат веднаш, а нас не се добро познати кои се загатувачите во Скопје, и да се дислоцираат веднаш од градот. Скопје треба да биде град погоден за живење, убав, комфорен за луѓето, не треба да личи на индустријска зона. Нормално, намалување на загадувањето може да биде и од собраќајот, меѓутоа тоа ќе го дискутираме после кога ќе го поставите тоа прашање, меѓутоа јас кога би станал градоначелник веднаш би ги дислоцирал сите познати загадувачи на воздухот во Скопје. Така. Завршивте? Се извинувам. Да. Добро, не искористивте вашата минута, како и да е, господин Марковски, на ова прашање. Да, 5 причинители, 5 мерки. Индустријата, мерка за индустријата, поставување на филтри без компромисна контрола. Домаќинствата, можеби тоа е најсуптилен проблем кој треба да се решава, во кој што има и одредена социјална категорија. Краткорочно поставување на филтри на оджаците на домовите, субвенционирано од страна на градот, а долгорочно нивно поврзување со топловодната мрежа на градот. За сообраќајот воведување на електрични автобуси, електрични такси возила и дестимулација на користење на приватните автомобили. Во однос на депониите се подразбира стопирање на апсолутно постоење на диви депонии, а овие што веќе ги имаме треба стручно, полека да се отстрануваат за да не вршат загадување
на средината и на крај урбаното дивење, кое што создава дополнително загадување на просторот и тоа двонасочно. Прво ги уништува зелените површини, а потоа исто така влија и на загадување на воздухот. Така, господине Бакиу. Мислам дека пристапот треба да биде двонасочен, еден институционален и втор вклучување на граѓаните. Кога мислам институционален, градот Скопје треба да инвестира во екоавтобуси, кој што ќе го заштити воздухот, но и ќе стимулира со ефтин, точен јавен превоз на време, ќе се стимулира користење на јавниот превоз, понатамо недостасуваат можности кои што например субвенционирање на домаќинствата кои што би користеле например замена на средства за кои што користат кои што се штетни за воздухот, замена со нови системи кои што не го загадуваат, односно создавање на топлинска енергија со енергија и вода. Понатаму недостасуваат во последниот период сериозни санкции кон фирмите кои што загадуваат и сте причинители на загадување, недостига едукација и на домаќинствата и на бизнис секторот за селекција на отпадот и вклучување на граѓаните. Во нашиот план е предвиден со цел да се вклучат граѓаните за секој новороденче, да се гради, да се создаде. Ќе го кажеме тој понатаму во емисијата. Морам да ви прекинем бидејќи нели да сме нели да ја почитуваме минутажата. Куновски нова прашање, па потоа ќе дадеме можност за реплики и контрареплики. Повелете. Па не е тајна дека најголем поединечен загадувач е Усија. Актуелната градоначалничка има поднесено кривична пријава за тоа. Не знам, скоро година дена никој не одговара на тоа. Година дена не работат мерните станици околу Усија. Значи, ние тука збориме за тоа. Значи, институциите не работат. Затоа мора да нудиме институционално решение, бидејќи институциите не постојат, не работат, постојат, меѓутоа не работат таа функција. Заради тоа, 3 работи се битни во нашата програма. Враќање под број 1 на Завод за урбанизам, под број 2 оживување на местните заедници, каде што граѓаните имаат моќта да одлучуваат, и под број 3 нова територијална подела, бидејќи сите тука збориме паушално, пари немаат градот. Например, буџетот на Скопје е 120 милиони евра. Со 700.000 жители, град Загреб е 900.000, со 900.000 жители има 3 милиарди евра. Не може ништо да се направи додека тие 3 работи не ги решиме. Финансирањето и демократијата. Така. Маневски, повелете. Благодарам. Имаме студија 2022 година направена од финансирана од СИДА преку UNDP, поддржана од Министерството за животна средина и град Скопје. Во таа се детектираат проблемите, а исто и така има сугестии како да се решат проблемите. 59% биомаса палење е причинител, заедно со прашината, тие се двата најголеми причинители. Решение за тоа е поголеми инспекции, каде што инспекторите ќе ловат дивите потпалувачи, дали се тоа на депонии, дали се земјоделски или градинарски отпад. Второ, замена на горивото е една од критичната алатка и тука спаѓаат екоавтобусите, замена за мазутот и нафтата во големите индустријски капацитети, како и школите и јавните објекти со газ. Исто така замена за горивото во домовите, како и почист град, почесто да се чисти прашината која е предизвикувач на тоа. Така, да се чистат улиците, господин Ивановски, нова прашање. Па тоа веќе е апсолвирано прашање, сите ние добро знаеме кои се загадувачите, знаеме дека примарно загадувањето доаѓа од загревање на домовите, затоа и зимно време е далеку позагоден воздухот од летно време. Знаеме дека и фирмите, индустријата, градожништвото загадува, знаеме дека и сообраќајот загадува. Ова прашање не е баш некоја, Бог знае каква ингеренција чисто на градоначалникот на Скопје. Ова прашање мора да го решаваме сите, и централната власт, и локалната власт во смисла на град Скопје, и општините, меѓутоа и на свеста на граѓаните. Како вели Достоевски преку ликот старецот Зосима во Браќа Карамазови, сите сме криви за се, сите допринесуваме за загадувањето, меѓутоа треба да се работи и на свеста пред се граѓаните што гора. Еве, например, искуства со Кина јас.
стојам добро со кинеската и со руската амбасада. Го поминавме времето, така, ќе имате можност нели во текот на емисијата да кажете, можност за реплики, кажете кому е упатена реплика. Господинот Башким Бакиев, ако може. Добро, да, повелете. Значи прво се согласувам потполно со колегата Куновски кој констатираше дека УСИ е апсолутно најголемиот загадувач, но ние како советничка група кога поднесовме итна вонредна инспекција на УСИ, не може инспекцијските служби на град Скопје да направат инспекција затоа што за тоа беше задолжено Министерството за животна средина, тоа само они имаат таква лиценца каде што може да вршат инспекцијски надзор. Ние повикуваме на представниците на владиното мнозинство кои ја саботираа надзорната расправа во собранието минатата година, кои со години ги блокираат набавањето на нови екоавтобуси, да бидат искрени пред својата одговорност дека со години владачкото мнозинство ги блокира напорите за спречување на ефектите на Башким Бакиев, ова како реплика му го упативте. Бакиев, повелете со контрареплика. Добро. Или со одговор на репликата. Да, за сите оние кои што знаат како функционира локалната самоуправа, дел од ингеренциите за иницијативи се одат преку Советот. Меѓутоа, ингеренции има и градоначалникот, затоа и ние сега не дираме и даваме вакви предлози, програми и ветувања. Во разговорот речиси сите се согласија дека и прашината и нечистотијата влијае во загадувањето. Значи тоа е еден сегмент, меѓутоа мултиплицирачки е влијанието кое што е делувањето кое што влијае во загадувањето. И тука ние сме сведоци на недобро менаџирање од страна на градоначалничката и лош уреден град кој што создава и прашина и се. Некој друга реплика, вие господине? Јас побарав реплика исто на господинот Башким, на господинот до него не мога запамтив. Да, господинот Куновски, така да ги направиме еден сублимат. Внимавајте кога кажувате и посочувате се брз кој знае или кој не знае за буџетот на градот Скопје и работата. Значи јас сум 8 години советник, верувате дека ги познавам проблемите и од внатре и од надвор. И како да го зголемиме буџетот, да го направиме без при тоа да страдаат граѓаните, особено оние кои што дисциплинирано и поштено се ги плаќаат давачките и обврските према градот. И општините. Тоа ви го кажам најодговорно. Ги детектираме сите дека немаме институционална соработка, а влегуваме во некоја си пресметка идеолошки понуди кон граѓаните кои што не можеме да ги реализираме во овој формат во кој што градот Скопје сега има ингеренција. Добро, ви благодарам Трајановски, повелете и кон Башким беше така и кон Па не стигнав кон господин Башким, некако да добив само 20 секунди. Сакам да кажам дека господинот Башким доаѓа од една коалиција каде што министерот за екологија повеќе му се допаѓаше титулата вице-премиер и мислам дека во неговиот мандат воопшто не ја третираше ова како проблематична точка и тука мислам дека ако градоначалничката била неуспешна, сигурно можеме да кажеме дека и централната власт нити посветила внимание. Трајановски ви благодарам, еве добивте 30 секунди затоа што имате две реплики кон Бакиу и кон вас господин дека доаѓам од приватен сектор, 26 години работам за себе и за семејни фирми. Знам што значи буџетирање, знам што значи полнење на буџет. И тоа знам многу заради тука сум, затоа што 26 години го полнам буџетот, некој го троши крвнички, првенствено партиите, и ради тоа реши политички да се ангажирам. Со 120 милиони евра овој град не може да функционира. Имаме 300 советници, имаме привидна демократија, значи имаме 300 советници, немаме реална демократија со местните заедници. Под број 1, под број 2 тргнати се стручњаците од приказната. Значи мора стручњаците да дојдат. Така, Бакиу, вие ќе одговорите? За соработка зависи од карактерот на лицето кое што менаџира. Пред да доаѓам на дебатата, го прашав заменик премиерот дали има некое барање иницијатива институционално писмено од страна на градоначалничката за проблемот на загадување и рече дека нема. А всушност сме сведоци во кои што таа се занимава со политичко, односно со политичко влијание од страна на дел од партнерот во коалицирање во локалната самоуправа, односно во градот Скопје, кое што сосема не е поврзано со темата загадување. Добро. Вие, Маневски, се јавивте за реплика, па после вие. Да. Сега да не се сведе дебатава за цементара. Немаме нивен представник, мислам дел овако така. На господинот Куновски. Добро. Да. Вака, кога се работи за цементара, треба да се испита подетално кои се причините од таму што иде загадувањето, затоа што технологијата на филтрирање на истата е многу софистицирана и не би требало да предизвика самиот технологички процес и филтрација загадување. Но и ја што се плашам и моите советници што ми кажаа е дека можеби постои шанса
котелот кој работи за затоплување на цементара, да работи на нафта и мазут, и затоа ја кажав дека тој огревно материјал треба да се смени со газ. Тоа треба да се доиспита и да се точно определи кои се причините. Така. Куновски, да, ако сите знаат дека чувствувате прозван, повелете. Значи, сите тоа е општо познато дека најголем поединечен загадувач во Скопската котлина е Усија, цементарница Усија. Имавме протест 20-та година да се смени законот за увоз на ѓубре и успеавме како тоа беше јануари 20-та година. После неколку години се изгласа промените за измена на законот за увоз на ѓубре кое што се гори, бидејќи немаме тука доволно институции тоа да се контролира. Значи, до тогаш Усија неконтролирано гореше ѓубре, увезено ѓубре од Италија. Тоа нека го потврдат институции. Така, имаме повеќе извори на загадувачи, да не биде дебатава дека сега нели за Усија, бидејќи немаме нивен представник нели тука да зборува, сепак да внимаваме. Дали има уште некој потреба за реплика, некому да упати? Да, господин Рашковиќ. Јас вака малце нехумано се чувствувам кога нонстоп се напаѓа градоначалничката. Не сум адвокат нејзин, меѓутоа имаме сознание дека советот не соработуваше со градоначалничката, таа е менаџер. Еден ректор на универзитет ќе биде успешен само ако деканите и професорите соработуваат со него. Но под нејзина страна гледам една грешка, бидејќи кај нас видите тоа на сите нивоа е многу страшно. Кога ќе застанете на една функција, веќе не сте име и презиме, туку сте институција. И треба личните работи да ги тргнете на страна и да соработувате и да менаџирате со објектот со кој што нели менаџирате. Меѓутоа исто ќе потврдам, јас од лични, пошто сум по текстил. Ви завршија 30 секунди само да потсетам. Значи ова беше како ваша реплика или чисто искажување или реплика? Чисто искажување не е кон некого, значи не очекувате контрареплика. Божиновски, повелете. Јас само сакам да повторам една реченица кратка што ја кажам. Значи, сметам дека е важно да се забележи дека сите влезни податоци околу решавање не само на овој проблем и други проблеми не се внесени во тој систем на feasibility, да го наречеме, и поради тоа ние не можеме да излеземе од проблемот, односно ни да согледаме до каде стигнува. Например, овде беа изнесени проблеми кои не се институционални, него се чисто меѓусебно расправање на самите институции кои треба да соработуваат. И тоа мора да влезе како податок, за да можеме да ги решаваме работите. И ова не беше реплика, ова беше исто како искажување, колку што можем да сватам. Сметам дека тоа е доста важно да се повторува. Инаку немаме излез логичен. Така, дали уште некој има потреба за реплика? Повелете, Шуков. Јас многу накратко. Постои катастар на загадувачи за град Скопје. Таму се идентификувани сите загадувачи на градот. Јасни ни се мерките, поставени се и во градските документи и во документите на државно ниво. Потребна ни имплементација во сите сфери. Мислам дека е доволно за оваа тема, мислам дека навистина треба да одиме понатаму на другите теми. Така, што мислите ве зошто не се имплементирани? Граѓаните тоа ќе сакаат да го слушнат, бидејќи дебатава е за граѓаните. Да, пред се поради слабите капацитети на општините, многу често и од недостаток на финансиски средства, бидејќи интервенциите во животната средина бараат сериозни финансиски средства. Понекогаш и помеѓу несоработката помеѓу градот и помеѓу општините, тоа се мерки кои што треба сеопфа да се спроведуваат. Државата е тука да помогне, секако, ги дефинира плановите, стратегиите, помага да се идентификуваат загадувачите, може да помогне, меѓутоа сепак тоа се ингеренции на локалната самоуправа. Најголемиот дел од мерките треба да дојдат од. Ова ве потпрашав затоа што вие работевте нели во министерството, таму доаѓате нели како професионална ориентација. Повелете. Само накусно се дека политиката наместо струката го решава ова прашање, овој проблем ќе екзистира. Така, имаше и од друг такво искажување вечера во дебатата. Можеме ли да продолжиме со следно прашање? Ако ќе почнеме од вас, господин Трајановски, сега со одговор. Втора тема ние сообраќајот. Сите во програмите го имате сообраќајот и како Скопје на тој план да функционира подобро, со бас, рапид транзит, нели како се каже БРТ популарно, па со електрични автобуси, повеќе акцент ставање на јавниот превоз. Која е визијата на коалицијата Искуство за успех на овој план? За да имаме брз импакт во враќањето на овој девастиран јавен транспорт кој што го има градот Скопје во овој момент, ние мораме да интервенираме со два паралелни процеси.
Тоа е имплементација на БРТ системот кој што секако е подготвен и од оние кои што го блокираат. Значи имплементацијата и адаптацијата на дуповите на деталните урбанистички планови во Ѓорче каде што е едниот завршеток и од другата страна во времето на Тимчо Муцунски од страната во аеродром исто така се адаптирани. Се чека само теглата метод од градот Скопје за да може тука да се брцне. Казната кон граѓаните што 75 милиона евра стојат на наменска сметка, се плаќаат камати на месечно ниво исклучиво од нивни џеп. Ние немаме луксус да размислуваме за нови идејни решенија, ова е докажано дека е една од најефикасните и другото треба да биде онаа набавка која што е добродојдена, која што владата најавува од 80 на 100 автобуси и она што многу малце луѓе го знаат, дури и оние кои што го зборат БРТ, дека во втората фаза од БРТ се предвидуваат исто така набавка на 60 автобуси. Од аспект на ефикасност сите зборуваме за електрични автобуси, јас ви кажувам дека прво за да зборуваме за електрични автобуси мора да ја подготвиме базата на јавното сообраќајно предпријатие. Тоа се сериозни полначи со 110 киловатни станици за кои што сигурно ќе ни треба година до 20-те да бидат наменети. Вашата минута. Ајде господине Николовски, повелете. Па добро, сообраќајето би можело да се подобри на некој начин со тоа што овој јавниот превоз, значи јавното сообраќајно предпријатие односно во неговата работа да се вклучат и приватните превозници, меѓутоа на сите линии. Значи не е како што е сега направено, некои посебни, некои комбинирани, може приватните превозници да се вклучат на сите линии, потоа може да се интервенира со така наречени жолте линии на територијата на градот, кои што и постојат, меѓутоа не се почитуваат од самите превозници. На ЈСП да му се додаде уште една компонента, тоа би било државна такси компанија, значи ЈСП такси, може да се имплементира и Океј. Повелете ме. Јавниот превоз е социјално прашање и прашање за заштита на животната средина. Сметаме дека со решавање на јавниот транспорт ќе се решат ред други прашања како што се дел од аерозагадувањето и социјалните проблеми на Скопје. Ни сметаме дека моментално она што се нуди на граѓаните на град Скопје, БРТ, тоа е затоа што фирмите кои се блиски до партиите кои владеле досега можат да бетонираат и да асфалтираат, а не да поставуваат железнички пруги. Во светот моментално најефективниот тип на превоз е железничка пруга. Сметаме дека во град Скопје мора да прекине овој анахрон модел кој повеќе децении веќе не служи на реалноста на град Скопје и неговата концентрација на население. За новиот тип на транспорт мораме со Министерството за транспорт да соработуваме во ставање во функција на оската север-југ за градскиот воз, понатаму треба да набавиме електрични автобуси, но кои нема да идат на овие неефикасни долги линии исток-запад кои моментално сообраќаат, туку треба да направиме нов систем кој ќе биде циркуларен и ќе го храни комбинираниот превоз за град Скопје. Ние во изминатата година се задолживме 7 милиарди евра, има пари да се направат овие крупни проекти затоа што моментално на секои 10 години владата мора да потроши по 150 милиони евра за да набави нови автобуси и тоа не е исплатливо на долг рок. Шукова, повелете. Решението за град Скопје дефинитивно е БРТ системот. Обезбеден проект, обезбедени средства кои што за жал 4 години стојат непотрошени за првата траса, односно за првата линија од Ѓорче до аеродром и граѓаните веќе можат во 2028 година, ако веднаш се започне со спроведување на проект, да имаат првата линија. Паралелно на ова секако подготовка на оптималното решение и за втората, кој што ќе биде на релација север-југ, а паралелно повторно на ова набавка на нови замена на постојните автобуси кои што се во навистина девастирана состојба, во многу лоша состојба, а ги оперира ЈСП, набавка на нови еколошки автобуси кои што ќе ги хранат да речеме овие две линии на БРТ системот. Сметаме дека ова е единствено и најбрзо решение и најадекватно решение за брз и ефикасен транспорт до Скопје. Да го завршиме циклусот со одговорите, па после можност за реплики. Господин Амер. Сметам дека јавниот превоз во Скопје треба целосно да се ресетира. Се согласувам со колегата Александар на почетокот кој што каже дека воведување на електрични автобуси, дури ние со нашиот тим тоа го проценивме, е навистина многу е скапо, пред се скапо е за одржување, а со оглед на тоа како ние функционираме во нашата држава, сега го нема да го ставиме во погони, да го купиме, само ќе бидат залудно потрошени пари. Кога зборам за ресетирање, сметам пред се за враќање назад на сите тие редовни линии кои што постоеле, затоа што се помалку и помалку линиите исчезнуваат, посебно кон периферијата надвор од градот, а имаме сограѓани кои што живеат, доаѓаат, работат и функционираат во центарот на градот.
понатаму воведување на паметни станици, барем да им го олесниме или да го ефектираме начинот на користење на јавниот превоз на нашите сограѓани. Кога збориме за менување на превозот, сметам дека треба да се воведат еколошки автобуси кои што ќе бидат реално испатливи за одржување и кои што ќе може да се менаџираат. Јас сум правник по професија и сметам дека секогаш со добра анализа и вклучување на професионалци ќе се најде соодветното решение. Рашковиќ, повелете. Баш ми е жал што после 30 години независност треба да зборуваме за главниот град за несреден сообраќај. Меѓутоа, јас мислам дека фундамент на една метропола европска во сообраќајот е метрото, трамвајот и тролејбусот. Автобусите се користат само за кратки линии и тоа исклучиво електрични. Нивното одржување е многу скапо со тие батерии и така натаму. Така да сметам дека во прв мах треба да се направи тролејбус низ градот со една поставување на веќе постоечките кантелабри електрична инсталација по која што ќе се движат по истите рути по кои што се движат и автобусите, нема загадување. Метрото веќе е мисловна именка да го зборуваме за Скопје, меѓутоа трамвајска линија долж течението на реката Вардар, мислам дека ќе го подобри многу сообраќајот. Добро, ви благодарам. Марковски, повелете. Нема ништо поскапо здравјето на скопјани и на луѓето генерално, така што купување на нови електрични автобуси на оперативен лизинг, во кој што ќе биде вклучено и одржувањето на автобусите, според мене решение за Скопје. Два типа на автобуси, поголеми кои ќе ги обслужуваат примарните линии и помали кои што ќе обслужуваат секундарните линии, сето тоа добро организирано, дигитализирано и така натаму. Дали ќе биде БРТ или ќе биде само жолта линија и така, тоа е за мене еден спореден начин на решавање на проблемот. За БРТ ни треба нов мост преку Вардар кај Вла и така натаму, да не должам. Користење на постоечката железничка инфраструктура за градски мост, кој мислам дека е добар проект и треба да се усогласи со линиите на ЈСП, електрични такси возила исклучиво и дестимулација на користење на личните автомобили. Се додека ние повеќе простор даваме на автомобилите наместо на луѓето, тогаш ние стануваме мазохисти и стануваме жртви на сообраќајот. Стеснување на улици, помалку јавен паркинг оспособен за да луѓето одат пеш и со други средства. Бакио, повелете. Добро, сообраќајот мора да се гледа како услуга на граѓаните, а не како проблем. За жал сме сведоци дека во моментов периодов поврзано со сообраќајот ние сме во некаков хаос. Нашиот пристап е во две фази. Едната фаза ад-хок интервенција со купување на нови еколошки автобуси кои што нема да го загадуваат градот, кои што ќе стигнат на време и ќе бидат лесно достапни и ефтини за граѓаните и на долг рок БРТ систем, меѓутоа кој што ги поврзе најдолгите краја на градот. Ние сме гледали различни проекти, но според инфраструктура и според урбанистичкиот план постои можност да се поврзе од влезот на Сарај, кој што е во територија на градот Скопје, до аеродром. Понатаму, граѓаните треба да се стимулират и со користење на други алтернативни мерки. Во случајот кај нас недостасуваат велосипедски мрежи, а нема и механизми на стимулација за користење на велосипедот со цел да се избегне Треба малку мансето сите да го промениме што се вика. Но нема и инфраструктура, нема например паркинзи за за велосипед за движење јавен превоз, кај нас овде и тој еден јавен превоз и тој не функционира. Затоа велам, нема и доволно паркинзи. Така. Куновски, повелете. Ние го имаме решението под наслов интегриран транспортен систем. А секој решение на едно ниво во транспортот не е решение за Скопје. Ради тоа нудиме решение на две нивоа. Тоа е висечка железница, монорел, со две линии. Едната линија од Ѓорче Петров до транспортен центар и една кружна линија Ново Листиче транспортен центар. Тоа е за условно кажано десната страна на Вардар. Левата страна на Вардар е веќе покриена со железничка мрежа. На тоа треба да се додадат автобуси кои што ќе бидат еден дел од интегриран транспортен систем. Ова решението со БТР го отфрламе целосно, бидејќи тоа не е решение за Скопје, за густо населен град како што е Скопје, со урбанистички хаос до сега. Единствено решение е монорел, каде што за 10 минути
од најдалечниот дел на Скопје се доаѓа до центарот на Скопје. Ова не е мое решение, туку на луѓе кои што имаат 30 години искуство во железница. Сте консултирале такви луѓе, Маневски повелите? Мене ми е многу жал што BRT системот ни се тура сега, како да ние мора да го прифатиме. Но јас се плашам дека тоа не е вистинско решение за следните 40 години, како градот ќе се развива и тоа да биде вистинското решение како ние ќе бидеме задоволни од јавниот транспорт. Треба да имат краткорочни, среднорочни, долгорочни. Во тој контекст јас преферирам да се направи една сеопфатна студија, каде што ќе опфати развојот на градот, а таа да ни даде одговор кои се вистинските решенија за следните 40 години на развој на овој град, а не да се надпреваруваме од едни избори до други. Во краток период набавка на еколошки автобуси, дигитализација на услугите на ЈСП, реновирање на постојките, како и оптимизација на постојните линии кои сега слабо го обслужуваат градот. Во среден рок добивање на таа студија и заеднички да работиме како да исполниме таа студија. Ви благодарам. Јовановски, повелите вие. Во ова една кратка минута, нешто прво што би го потенцирал јас е дека доколку бидам градоначелник, сигурно јавниот градски превоз ќе биде бесплатен за сите луѓе што не земаат плата. И тоа ќе биде, се разбира, во корелација со централната власт, нема да дозволам како што беше ситуација на релација Данела Мицковски се скара, па од тоа останаа оштетени граѓаните. Јас од секоја сум член на политичката партија ВМРО ДПМН. Ова што надворешниот курс што не разликува, тоа не значи дека нема да соработуваме. Значи, во соработка со нив ова нешто сигурно ќе го реализираме, да секој кој што не зема плата да му биде јавниот градски превоз бесплатен. Иначе, што се однесува до јавниот градски превоз, ја нема да бидам толку многу манџија, не е толку лош самиот јавен градски превоз. Се разбира дека треба да, ретко и го користам, треба да се вложи повеќе во самите автобуси, во самите шофери, а да се скрати од непродуктивните трошици. Божиновски, треба уште тој да одговори, бидејќи нели почнавме со одговорите од вас. Треба да се размислува и на ваков начин. Постои, порано не се викаше тоа feasibility студија, туку студија за развој на градот која беше поддржана од Обединетите нации и нам ни се препорача на тој долгорочен план за развој дека треба да земеме во предвид дека Скопската котлина е ограничена. Според тоа бројката беше изфрлена дека најдобро за градот е да има 300.000 жители. Ние таа бројка 3 пати сме ја прескокнале. Значи, во ова размислување молам да се земе предвид и еден ваков предлог. Скопје е дефиниран како град кој е отворен, секој може да влезе. Време е да изгласаме затворен град во кој што ќе можеме да ја ограничиме бројката со која што сакаме да предвидиме нешто. Од и во ова со сообраќајот ние треба да го решаваме и урбанизмот, и улиците, и така натаму, тоа е многу комплексно. Значи, предлог ограничен град. Тоа би било добро да се направи. Благодариме за одговорите што на ова прашање ги имавте сите. Можност за реплики, контрареплики. Мециновиќ, повелете. Да, до господијата Каја Шукова. Јас морам да потенцирам дека во Советот на град Скопје со години имаше еден контингент на гласови кој можеше да обезбеди набавка на нови автобуси во било кој момент. Ако ВМРО ДПМН или СДСМ ги дадоа своите гласови на советниците, Скопје денеска ќе имаше автобуси. Мораме да потенцираме за јавноста дека СДСМ го оценуваше Советот дека ќе гласа за автобуси само ако се гласа за БРТ. Зошто е тоа? Тоа е затоа што 600.000 луѓе, интересите на 600.000 луѓе ги ставија под приоритетот да добијат морална победа и да испаднат најпаметни во град Скопје. Нивната инерција нима донесена до ова да 600.000 луѓе немаат функционален јавен превоз. Меѓу другото, емпириски БРТ се докажал како решение дека прави долгорочно повеќе проблеми него што решава. Шукова, контрареплика. Да, јас не би се согласила. Прво, за да имаме ефикасен јавен превоз и сообраќајна инфраструктура во Скопје, секако дека е направена студија врз основа на која што БРТ е утврдено како ефикасен модел
за ефикасен јавен превоз во Скопје. И не се согласувам дека советничката група на СДСМ беше таа која што го обструираше новите набавката на нови автобуси во градот Скопје. Напротив, ние бевме за набавка на нови автобуси. Советничката група на ВМРО ДПМН е таа која што 26 или 7 пати гласаше против носење на одлука за набавка на нови екоавтобуси. Повелете Трајановски, имате реплика или само и кон кого? Прво ќе се надополнам, а првите 10 секунди сакам да им се обратам на самопрогласената победничка екипа со нивната програма. Се надевам дека седат пред малите екрани и пишуваат, затоа што сите овде колеги имаат одлични предлози за решенијата. За жал не удостоија, така да сигурно ќе имаат што да земат. Би сакал да им реплицирам на повеќе колега. Јас ви кажам, ги поздравувам иницијативите на сите ваши идеи за железници и такви, но во аспект на граѓаните, ако сакаме да ги ставиме во прв ред, кој што мисламе дека е неопходно да го решиме овој проблем кој што е девастиран, точно е дека СДСМ беше исклучиво за БРТ, ВМРО во изминатите 4 години беше за нови автобуси, па после куршлусот со Арсовска беа ниту за автобуси, 48 пати се гласани точките и од 68 седмици вкупно. Сакам да ми дадете простор да објаснам ситуацијата во градот. 48 пати беше гласана точката ставена на дневен ред, секогаш се контролира советничките групи кога да се искача да нема кворум и ова значи граѓанинот беше навистина стаен на страна. ЈСП во моментов може да одговори не со електрични, затоа што подготовката на инфраструктурата ќе биде исклучиво во депоата за да можат тие автобуси електрични да се полнат. Во нас се докажа, кај нас се докажано дека најголема ефикасност имаат автобусите на метан, амортизацијата на еден таков автобус трае максимум 5 години, ние немаме набавен автобус поише од 8 години. Значи, ова е интервентна мерка што мораме да ги удостоиме граѓаните со јавен транспорт да биде опција број. Нема да ви дадеме, затоа што си искористивте простор за уште една реплика, повелете Јовановски. Кому реплицирате, повелете, кому реплицирате или искажување? Само на кратко, околу јавниот превоз, тоа би го посочил на сите и на јавноста. Чисто би кажал како е јавниот превоз регулиран во Москва, а Москва е со територија на цела наша Македонија, има подземно метро, кој што замислете кошта само пола евро дневен билет. Значи со тој билет можеш да менуваш возови подземната железница за само 30 македонски денари. Така да чисто сакав ова како информација. Добро, не сте компатибилни ни Скопје со Москва, мислам тоа е да... Но во иднина можеме и ние да размислуваме и за подземно метро. Тоа не е некоја блиска иднина, меѓутоа тоа е премногу. Нашиот град е утнат. Повелете дали ви благодарам реплика господин Амет, повелете дали имате реплика или искажување за да посочиме кон кого е репликата. Ако мора да го запазам правилото тогаш на господинот што е се извинувам името не мога. На Божиновски, на господинот Божиновски да реплицирам ако морам и би додал само на кратко 20 секунди она што сакам да го искажам. Значи, мислам дека поминати се времињата и реториките на отворени и затворени градови треба да ги чистиме, па сега преминавме линијата и да се го држиме градот само за себе. Сега треба да размислуваме на некои отворени инклузивни решенија кои што ќе имаат бенефиците кои што живеат во овој град. Последна реченица е дека не се работи само за јавниот ЈСП, за јавниот сообраќајен превоз, се работи за секако вид на транспорт кој што може да го циркулира овој град и да биде циркулиран од сите страни, да може да биде користен, се работи за институциите. Само да може нели граѓаните да се однесат од точка до институциите се клучни, менаџирање на институциите кои што раководат со овие јавни предпријатија. Божиновски, ќе имате одговор на репликата на господинот Амет? Мислам дека треба да се прогласи Скопје како затворен град заради тоа што се тоа топографски природни приоритети, а тоа не значи дека во градот не ќе може и некој друг да доаѓа, но ако го ограничите градот, тогаш можете да планирате. Доколку немате бројки, вие не можете да создадете ништо релевантно. Се ова што го правиме ние овде е врз основа на пописот од 2021, а тој попис беше катастрофа. Значи, според тоа, джабе планирање ако немаш релевантен податок. Јас не би се сложил дека треба да го затвориме градот. И дали имате реплика само или кон кому или чисто вие како искажувате? Божин, повелете. Бидејќи сметате веројатно на луѓето кои што ќе доаѓаат со превозни средства, па исто го реметат сообраќајот. Тогаш ние имаме во нашата програма направено паркинзи на влезот на Скопје каде што ќе може да ги остават тие возила за да не прават гужва во сообраќајот. Меѓутоа, едно друго сакам да нагласам, во Јапонија за да купиш возило мора да доставиш потврда дека имаш свој сопствен паркинг.
Тоа кога би се внесло во нашето законодавство, тогаш нема да може едно семејство да има 4 или 5 возила и да нема ни паркинг, ни да го Како што е случај сега. Ке одговорите, рековте кон Божиновски е насочено така? Па општо, да. Значи, јас повторно кажувам, се што е неприродно големо, не можете да го облечете. Значи, разберете, не станува збор за ништо некому да забраниш. Едноставно, природата на топографијата ве ограничува и никој не вели дека можда не е позгодно ти да живееш надвор од градскиот атар, па ти да работиш во градот. Но, ако сакаш да планираш и да направиш и сообраќај и се друго што ти е потребно, без влезен податок, ништо џабе, подобро да не планираш. Бакиу, повелете вие. Се јавивте за реплика кон кого? Не, репликата или чисто како искажување. искажување? Добро, последното. За жал Скопје стана пример каде урбанизмот стана цел за профит, а не за јавен интерес. Со што се поврзувам, ја ќе дадам еден пример на европска земја каде што доселувањето е ограничено. Живеев и студира во Љубљана, каде што емиграцијата е дозволена, но во со конкретен план во одредени региони на градот, но не во густината. Но тоа нормално се поврзува со одредени планови, со урбанистички планови, со никнување нови згради во кои што таков интензитет за жал имаше во градот, но има такви примери, конкретно е Љубљана каде што Еве господинот Марковски се јави за реплика или исто и ваш некоја констатација или и коментари, вака една заинтересираност за инсайдерските информации што ги добиваме од работата на Советот на град Скопје во последните 4 години. Па не, информациите беа од двајцата. Добро. Дали рековте 48 неуспешни обиди имало на гласање, ако не се лажам? 28, 48 за налавка на автобусите, 28 за БР. Значи 70 и нешто. Што покажува тоа? Кој практично го вовлекува градот во проблеми? Политиката која што ние, на начин како што ние ја подразбираме, се уште. И повторно ќе кажам, се додека е така, градот ќе тоне во проблеми. Така, повелете, ајде. Јас ќе искористам контрарепlikата кон вас. Точно да, политиката го нагази овој град изминативе 10 години. Затоа мислам дека назадуваме, не унапредуваме. На овие избори требаше да имаме многу посовремени решенија, не да се бориме за основните стандарди, не метропол или главен град, еден обичен урбан град да треба да ги понуди на граѓаните кои што ние не можеме да ги задоволиме. Се продаваат квадрати по баснословни суми, а ние имаме субстандардни услови на услуги на јавни предпријатија и на градот. Тоа е исклучиво на големите политички конгломерати кои што го работат што го раководат градот години наназад. Вака мојата контрреплика е дека политиката е неутрална категорија. Таа ние можеме да ја обликуваме и да ја носиме во насока во која што сакаме. Ние имаме политика на приватен интерес наспроти јавен интерес. Ова не се инсайдерски информации, ова се од јавни седници. Еве да ви дадам уште инсайдерски информации. Знаете ли дека во Советот на град Скопје се гласаше да се даваат лиценци на паркинзи да вршат трговски центри да вршат паркинзи. Знаете ли дека во Советот на град Скопје не се гласани програмите на предпријатијата? Знаете ли дека Советот на град Скопје против волјата на своите граѓани кои го имаат избрано ги уништува предпријатијата 4 години? Така да тоа е сеопшто, а политиката е неутрална категорија која ние бираме во која насока ќе. Маневски, вие се пријавите. Повелете. Реплика е кон колку? Кон Мециновиќ или како надоврзувам? Повелете. Затоа нашиот јавен превоз треба да биде јавен, а не во приватни раце, затоа што замислете вие 44 линии да ми се дават на приватниците, колку од нив ќе ги обслужуваат. Тоа се приградските линии. Но што сакам да кажам, BRT е политички проект и не знаеме дали е тој вистински долгорочно решение. 2011 година идом фирма од Шпанија прави исто така студија каде што кажува дека треба да имаме јавен превоз, трамвај. Кој е подобро од сето тоа? Затоа ни е потребно едно долгорочно 40 годишно решение. Мециновиќ бевте прозван, мислам, значи јас како советник додека се зборуваше за приватните предвозници, секогаш бевме на линијата, ако може значи секогаш бевме на линијата дека приватните превозници не се решение за град Скопје затоа што главни градови немаат приватни превозници. Ние да не ги оставиме тие луѓе надвор од системот, ние сакаме да ги интегрираме и ќе им биде понудено да се интегрираат во системот на јавното сообраќајно предпријатие за Скопје, но мораме нешто да бидеме свесни сите. Еве денеска дојде соопштение од град
Скопје и кој сме ние да не му веруваме? Јас баш напротив му верувам дека ЈСП и сите јавни претпријатија се водат кон колапс за да се оправда нивното приватизирање. Тоа е целта на оваа политика. Така, ајде реплика, така повелете. Јавните претпријатија се катастрофално лошо работени, имаат загуба во последните 3 години 17 милиони евра, 2 од 8 само имаат добивка и тие лошо работат. А ЈСП и поред тоа што има 10 милиони субвенции од прилика, горе-доле од владата, пак лошо работи и у последниве 3 години има преку 2 милиони загуба. Така, добро што ги изложувате. Рашковиќ или господин Амет, вие? Кон кого реплика или чисто констатација? Сега веќе ми се прешалтав во тој дел за да реплицирам на колегата. Добро, извинете. Доаѓаме пак повторно додали се проекти владини, невладини, а не размислуваме дали се решенија кои што ќе вродат интерес кај граѓаните, ќе бидат во нивна целисходност, така да се согласувам со делот присутните дека некои политиканства кои што се водат ги ограничуваат граѓаните, не знаат што се случува, но мене едно од целата оваа дискусија не слушнав, дали автобусот од Колонија ќе стигне на време за луѓе во центар да стигнат, дали автобусот 19 ќе ги качи граѓаните до горе или ќе ги пушти горе на кај кадрмата и да шетаат по 200 метри да ги изедат кучињата, дали автобусот до рафинерија ќе стигне назад, ќе биде редовен. Политиканството, ова политиканство со цела почит, ве разбирам комплетно, но политиканството малце не занесе кон поинакви стратегија. Ги поминавме 30 секунди, знам дека е многу мал простор, но што да правим Куновски на кого? Да одговорам, затоа што мора да стручњаците дојдат на сцена. Тоа што го нудиме е интегриран транспортен систем, значи ќе се користи и железница, ќе се користи и автобус за побрзо да се стигне. Значи заради тоа го гледаме како добро решение. Меѓутоа, морам да како реплика на сите да кажам, системски имаме уништување на Македонија од двете најголеми политички партии по 4 степена. Прво, отстранување на стручњаците, привид за демократија дека имаме избор, финансиска зависност, односно стануваците загубари и уништувањето на архивата. Дали има уште некој реплика, контрареплика, па како искажување јас го сватив беше? Да, затоа велам да имаме уште теми. Да. Ајде, кој мисли да за искажување спарем сакам на сите простор да дадам. Јас Ајде, повелете, извинете. Можеби како единствено. Не, извинете, тогаш мој пропусти се извинувам, повелете. Прво сметам дека сите советници не се однесуваа исто во Советот на град Скопје, да не ги ставаме сите во исти кош. Советниците на СДСМ секогаш беа за подржување на решенија кои што ќе донесат напредок на градот Скопје и секако БРТ беше едно од тие решенија. Меѓутоа сакам да кажам дека кога сите работиме заедно, во 2023 година започна проект со кој што се набавија последните 6 автобуси на газ во градот Скопје. И тој беше проект кој што го спроведуваше државата и се финансираше со со европски пари. Имаме многу можности и мораме сите да работиме заедно. И мора и Советот да работи заедно, да соработува и со градоначалникот, а мора да соработува и со државата. Само кога сите заедно политичката разноликост да се стави на страна ова. И тогаш имаме позитивни резултати. Апсолутно. И дали има уште некој нова тема и ако не да продолжиме на друга тема. Повелете. Коментирам дека многу се зборува за БРТ системот, вакви студии, онакви студии, меѓутоа никогаш не е направена некаква симулација на системот, дали воопшто ќе функционира во нашите услови, пошто тоа е малку различен концепт од овој концепт од 150 градски и приградски линии, кај што за секоја линија мора да имаш 1, 2, 3, 4, 5 возила за да го обслужуваш возниот ред кој што исто така те го ограничуваат советниците на градот Скопје. Така. Нова тема, дали апсолвиравме, дали е готова? Добро, има што да се зборуваме, меѓутоа добро, сигурно дека можеме, не може тоа све да се собере сега во една емисија од 90 минути. Водиме со урбанизацијата, со градењето на Скопје, развивањето. Дали сметате дека тоа се врши врз основа на еден плански за урбанизацијата, за урбанизацијата на Скопје како нели трета тема, дали сметате дека плански се врши или не, бидејќи дали постојат предуслови за тоа инфраструктурни, бидејќи гледаме дека некаде снемува вода, некаде снемува струја, од пренатрупаност, луѓе си гледаат
во спалните соби или во кујните, дали е тоа сметате плански и дали и понатаму може и во која насока да се движи Скопје со проширувањето. Вие први сте сега за одговарање, мислам кругот така нели почнавме за да бидеме. Повелете на ова прашање, Николовски од вас. Треба да се провери можноста, пошто стално се кубури со горивото во ЈСП. Ама чекайте сега, вие зашто одговарат, преминавме на друга тема. За урбанизам. За урбанизам помина таа тема, да, за урбанизам. Дали сметате дека Скопје уште има можности да се растега во ширина или во должина на планот на урбанизмот? Да. За почетно Скопје било планирано да се шири према Скопска Црна Гора, затоа што тоа е по-светла страна, по-сончева страна на градот. Меѓутоа на некој си начин, не знам зашто, почна да се шири према вод. И тоа може да биде негативна работа. Јас би инсистирал да почне да се шири градот према север. Тука да се градат нови населби, а што се однесува до самиот урбанизам, тоа е системскиот проблем на Скопје. Наместо еден градоначелник, вие имате 11 градоначалници. Мојот предлог е да се укинат општините и да се креираат 50 квартали. Колку што има мала или како ги викаат сега тие региони, не така, градот Скопје да стопанисува со останатите општини што сега ги знаеме 10 нели сите општини, све што е. Имам едно такво прашање околу ингеренциите колку тие го забавуваат функционирањето на градот. Се извинувам, ви се вметнав. Виена има еден градоначалник, Виена. Њујорк има еден градоначалник, Скопје има 11 градоначалници кои што меѓу себе може да соработуваат, може да не соработуваат. Така, Николовски, благодарам, Мецинович. Вака, ние сметаме дека во Скопје има неверојатен човечки, научен и институционален капацитет за да се испланира градот по вистинска мерка на скопјанецот, но изминатите генерални урбанистички планови, генерално урбанистичкото планирање во изминатите децении ни го водат инвеститори и фирми кои прават пари од нашиот немир. Значи, моментално ние што треба да разбереме е дека не смееме да дозволиме да повторно дојдат истите владини гарнитури во спрега со нивните инвеститори и да им го подариме градот повторно како нивна торта која ќе ја поделат за себе, а не за обичниот скопјанец. Ние имаме економска концентрација на приликите во град Скопје, значи централното градско подрачје генерално е институционалниот центар и економскиот центар, а на градот има многу решенија и ние само треба да го ослободиме притисокот на стручната фела и таа да може да ни ги даде решенијата. Меѓу другото, едно што ние сметаме дека треба да се направи, дека комплементарно на сите тие скапи процеси, скапи студии, градоначалникот на град Скопје и градските власти треба да се симнат доле на терен кај обичниот скопјанец и според неговите потреби да го скројат следниот генерален урбанистички план во еден страшно инклузивен процес кој конечно ќе нас ослободи од инвеститорските интереси. Шукова има во програмата за нови потенцијали на Скопје и вели Скопје има уште многу потенцијали. Шукова, повелете. Има секако, меѓутоа треба паметно да се планира и тоа треба да го утврди генералниот урбанистички план кој што за жал го чекаме веќе доцни. Мора да се направи врз основа на инклузивен, отворен процес. Се согласувам со Амар дека треба да бидат вклучени граѓаните и на тој начин да се креира планот. Законите во држава дефинираат колку урбано зеленило треба да има. Само треба да се спроведуваат во фазата на наградба и во фазата на детерминирање на деталните урбанистички планови и секако и генералниот урбанистички план. И јас се согласувам во еден сегмент дека не треба деталните планови веќе да се прават по нарачка. Треба да се прават согласно потребите на обичните граѓани. Во тоа се дека се согласуваме. Може би воведува и на референдум, зошто да не, мислимете баш за локалната организација. Господин Амет, повелете. Да, јас сметам дека овој урбанистички хаос во кој што се наоѓа град Скопје до денес е токму како резултат на луѓе кои што немаат визија, имаат личен интерес како треба да го уредуваат, урбанизираат градот. Потука се согласувам дека инклузивниот процес е неопходен, но исклучително вклучување на екологистите или експертите од животна средина, бидејќи се наоѓаме во таква сега состојба која што сме страшно загадени на највисоко степен. Таквите креирање на генералниот урбанистички план треба да биде еден сеопфатен процес кој ќе офати повеќе засегнати групи и да се анализираат сите потреби. Лично сметаме од мојот тим дека треба градот полека етапно да се проширува од исток кон југо-исток, бидејќи од таму потенцијалот не е искористен на градот и да се задржи тој природниот баланс кој што веќе го има. Само на таков начин мислам дека ќе добиеме некаква слика на градот во која што ќе почнеме здраво да дишеме
И последна точка на која што сметам дека треба да се обрне внимание, целосна ревизија на оние дупови во локалните единици кои се направени, каде што зелените паркови се сменети со бетон изгради, кои што треба да се ревидираат и сменат поттитно. Така, Рашковиќ, повелете ви. Па ја ќе се обидам поедноставно да кажам. Не сум стручњак за градби, меѓутоа мислам дека Скопје треба да се шири хоризонтално, не вертикално. Се шири во централното градско подрачје и тоа по моја визија по една единствена причина, бидејќи истите тие градители што ги градат тие грди многу објекти кои што го ружнат градот, ја дигаат цената само затоа зашто е во централно градско подрачје. Значи добиваме гипс картон згради со огромни суми на метар квадратен. Јас би предложил да се гради надвор од градот, мислам хоризонтално да се движи, меѓутоа па тогаш треба да добијат во цена затоа зашто ќе дадат квалитет, но на нив не им се исплати. И еден од нас овдека присутни, па и од неприсутните, ако стане градоначалник, треба да се избори со таа урбана мафија еднаш за секогаш. Рашковиќ, благодарам и вам. Завршивте така, господин Марковски. Да, благодарам. Може би најкомпетентен за оваа тема. Може би, вечера да. во дебатата. Прво не знам зошто априори зборуваме дека Скопје треба да се шири. Хајде малку да почекаме, да видиме што ќе каже генералниот урбанистички план. На Скопје му треба еден визија документ во кој што со инклузивност ќе се одбере најдоброто решение за едината на Скопје. Скопје не може да се реши без план за развој на Скопскиот регион, че ние мораме да ги внесеме во тој план и околните села и населби што се во Скопје, затоа што сега имаме една искривена слика на урбанизмот, ако воопшто ова што се случува во Скопје можеме да го наречеме урбанизам, да решенија од детални урбанистички планови се внесуваат во генералниот план, наместо да биде обратно. Генералниот план не е донесен, како што каже и господјата Шукова, веќе 4 години доцни, тој кога ќе биде донесен ќе биде бајат. Ќе ни треба веднаш нов генерален план. Значи многу внимателно со развојот на Скопје. Бакију? Добро, имавме период во кој што се градеше за жал без план, се исчезнува зеленилото. Мислам дека во идниот период треба барем за одреден период да се стопират сите детални урбанистички планови. Мораториум да се постави така, повелете. Да, и може би ревизија, меѓутоа тука треба корелација помеѓу градот Скопје и сите останати општини. Првично во околината на централното подрачје на градот треба внимателно да се гледат, да се зачуват овие зеленила кои што постојат, нели се поврзани со претходните теми кои што ги зборевме и со загадувањето. Да, испреплетени се. Да, се влијаат и во загадувањето на воздухот и овие елементи. Така да треба можеби во иднина да се стимулират по крајните или пак да се стимулират тие средини, например, кои што се по-рурални, тамо да се инвестира. Например, таков пример е општина Сарај. Мојот план и мојата визија е во централното подрачје на градот во одреден период да се стопира градењето на нови згради. Куновски. Па, бидејќи имам искуство во градежниот сектор, баш во градење на згради во Скопје, мислам дека сум можеби еден од најповиканите тука. Поради тоа, број еден барање во нашата програма е Завод за урбанизам, враќање на Заводот за урбанизам, кој ќе ги реши стручно сите прашања. Тоа е од платформата 3+1. Референдумот ни доаѓа како четврта точка. Ја нудиме и визијата 2050, каде ќе се движи Скопје во 5 точки. Граѓаните можат подетално да ја видат на нашата веб страна skopjegrad27.org. Катастрофална е ситуацијава, 60.000 празни станови, заклучно пописот 21 година, според гувернерот 50% од становите се купени во кеш. Значи тука имаме нешто имаме сива економија, тука имаме црна економија каде што се перат пари од мито и корупција. Така да многу битно прашање е Заводот за урбанизам. Апсолутно, делумно се слагам со колегата Куновски. Значи, Скопје е работено по принципот подели па владај.
11 градоначалници, од кои скопскиот градоначалник тешко може да се справи со дивоградбите, а нема завод за урбанизам. Ви идете во сите градови од околијата и светот, има завод за урбанизам, а лиценците за дозволите за градба не ги дава градоначалникот, него урбанист. Да го оставиме тој дел професионалците да го работат по сите добри професионални практики за урбанизам, а не да се мешаат прстите. Во Скопје нема дуповите ги градат приватни фирми и тоа не треба да биде така. Во заводот за урбанизам тоа треба да се додаде таа надлежност, а исто така треба да се додаде ингеренции, дозволите да се градат од град Скопје. Тоа е многу битна работа, затоа што еве го резултатот што го имаме после 20 и некоја година, кога 2004 мислам дека е 21 година на децентрализација. Погледнете и ќе видите кои се резултатите. Јовановски. Па околу ова прашање, значи околу бетонизација, околу урбанизација, јас во оваа кратка минута би кажал дека доволно станови изградивме ние во Скопје. Сите кои што живеат во зграда знаат дека добри. Ќе ве замолам за внимание. Сите кои што живеат во зграда, можете навечер да погледнете дека барем 30% од становите не свети сијалицата. Значи, доволно правевме станови, треба да правиме деца за да има кој да живее во тие станови. Луѓето обично се плашат за своите заштеди, па своите заштеди ги капитализираат со купување на стамбен простор, мислејќи дека така нема да му пропаднат парите, затоа што нели и во банкарскиот систем до сега повеќе пати се изгорени, а од аспект на Скопје не му треба повеќе, значи зградови, повеќе стамбени згради, му треба подобра инфраструктура и му е потребно да се ангажираат компании инфраструктурни од Кина и од Русија, затоа што тие се далеку поевтини од западните. Ви благодарам. Дали има реплика? Извинете, го заборавив кругот дека почнавме овој пат од господинот, така е од господинот Николски. Благодарам што ме потсетив. Повелете, за станови изградени а празни е 100.000. Тоа значи треба да се земе во предвид дека овој град во овој момент има уште 400.000 жители кои не знаеме кои ќе бидат. Тоа е последица на така наречено урбано планирање со кое се сака да се иселат староседелците и граѓаните на Скопје. И тој процес трае. И тоа се прави точно преку градежната индустрија. Таквата работа треба да ја согледаат сите што се кандидираат за градоначалници. Градот не е згради, градот е соседство. Сосед со сосед. Вие ги поставувате, не вие, значи ова сега што се случува, се поставуваат огромни стамбени објекти во старите маала. Тоа е директен удар на уништување на идентитет. Според тоа, треба да се договориме дека Скопје треба да биде затворен град за да можеме да ги решиме овие проблеми. Никакво натамошно ширење. Времето Треновски, повелете. Генералниот урбанистички план е во завршна фаза, парцијални делови од него веќе беа изложени, доколку на граѓаните не им се свиѓа финалната верзија, одговорноста е исклучиво на ВМРО ДПМН, затоа што ја превзема власта во градот, во мнозинството, во ЗЕЛС, во Скопскиот плански регион и секако Министерството за транспорт и врски. Ќе видиме тоа што предвидува, дали ширење и дисперзија или дали централизација и концентрирање во градското јадро. Ние гледам дека повеќето дискутантите сме секако за релаксирање на централното јадро, што и сметам дека треба природно да биде така. Не се сложувам дека треба градот да се развива према север, затоа што више сме дојдени на 20 км од границата со Косово. Треба да идеме конкретно во југоисточниот и источниот, што се сложувам и секако да сум бил во многу метрополи како Виена, Грас, Бордо, Барселона, сите имаат градски урбан центар каде што целата макета на градот е планирана.
ги имате точно секоја градба да ја отворите во дигитална верзија, кога е реконструирана цевки, кога се сменети фасади, дали се правени било какви, ние немаме основни податоци за било кој објект и на крај секако само уште ова дозволете да направиме главен градски инспекторат градежен, затоа што државниот не функционира, е под партиска палка, општините кубурат со кадри, по еден инспектор работи во 2 и 3 општини, си го преземат и си го... времето за реплики и контрареплики. Има кој кон кој? Мециновиќ, вие се пријавите? Јас ќе му поставам прашање, тоест реплика до господинот Башкин Бакиу, само и само затоа што сте представник на владината коалиција, да беше тука Орце Ѓорѓевски, со него ќе го имавме овој разговор, но вие сте тука одвелени, затоа вам ќе ви биде насочена репликата. Вие зборувате за мораториум во центарот на градот, знаете ли дека Чаир е на централното градско подречје? Чаир и центар се централното градско подречје. Јас сум од Чаир. Чаир е слика и прилика како некогаш преку планирање на урбанизмот сме дошле до една населба која ги исполнува сите услови за живот, сега преку нивниот лесефер пристап си има уништено. Секој можен сантиметар од Чаир искористен за комерцијални цели, а не во интерес на јавниот живот на граѓаните. Не се согласувам. Мислам дека тие што се запознаени кога се направи територијалната поделба од тогашните политички активности, кога се кроеше, односно кога се донесе закон за територијална организација, границата на општина Чаир под дали тоа било под какви влијанија беше таква. Значи, за жал, податоците покажа уште тогаш дека беше една од најгустите општини по население во Европа и реалната состојба е таква. Меѓутоа, кога зборам сега за ингеренции на градот Скопје, за жал, пак ќе повторам дека сме сведоци на некоја политички конфликт, а не на интерес на граѓаните. Така. Ајде, Ивановски, повелите реплика или како искажување? Дополнение од аспект на дивоградбите, значи нешто што мора да кажам дека во моје време нова дивоградба нема шанса да има. Тие до сега што направиле, што се вика нека име со алал, тоа требало со време да се спречи и нешто што мора да потенцирам со цела должна почит кон нашите сограѓани албанци кои што бараа да бидат интегрирани и се интегрирани и треба да бидат интегрирани, меѓутоа сега треба да имаат малце поголем почит кон државата, а токму албанците се привилегирани во аспект на дивоградбите и највеќе дивоградби се прават кај што се албански. Бидејќи припаѓам на таа етничка заедница, сведоци сме на статистички податоци кои што дивоградбите не се показател само на општини каде што живеат албанци, туку е проблем во целата држава. Можеби по бројка се разликуваат одредени општини, но тоа е проблем кој што по практично имавме ние закон во 2011 во кој што се даваше можност да се легализираат, но за жал продолжија, но не е показател дека само во одредени општини. Уште некој реплика? Ајде. Не се слушам со вас точно, затоа што не се само албанците, значи дивоградби се присутни секаде низ Скопје, во сите општини и сите населби. Оно што може да го кажеме као податоци е, например, кисела вода е на ниво на општина Чаир, што немаат никакви податоци колку дозволи за градби и колку струшени објекти. Ако сакате така да гледаме низ призма на податоци. Одговорно кажувам дека Чаир не е единствениот проблем на дивоградбите. Како град Скопје не треба да зборуваме за преземање на ингеренциите, ви кажав, општините кубурат со кадар, еден инспектор е на 2 до 3 општини. Не може да се постигне. Една контрареплика само на господинот. Значи, кога ќе ги спомнавме албанците со цела досна почет, што велите, кај нив не е во просек повеќе присутна дивоградбата. Јас сум убеден дека и од аспект на издавање на фискални сметки во етнички албанските средини, нивото е далеко помало и се пуши цигари внатре по сладкари, по чеджилници. Значи, во просек помалце го почитуваат закон. Тоа е мој впечаток сега. Така, Амет, повелете. Господно, на крај се пуши во Дебармало, во кафана после Мединаесет, се пуши во Чаир и така натаму. Се пуши по институции. По институциите се пушат, каде што е од раководната партија ги води, така натаму, кој што он е се уште таму, па го избркале, па се уште. Ве молам. Да кренеме ниво, мислам дека народот треба да слушне програми и политики кои што ќе бидат во интерес на град Скопје, а не да ги поделиме тука затворени отворени градови на етнички класи да ги поделиме.
ме молам, него дозволете и вие тоа како новинар да прегледаме, да се бидеме Јас не можам по-професионални. никого, ова сте пред граѓаните, за граѓаните постоите овде, не за мене. Секој граѓаните ќе се оценуваат, некои има такви јас имам мои ставови кои што ќе ги кажам во некоја друга прилика. Сега дебатава е за вас, да ги искажете вашите видувања, ете има и такви видувања. Тоа е тоа. Одиме со последното прашање, бидејќи не гази времето, 10:05, имаме уште 10 минути да ве предупредам. Јас сакав малку околу инкеренциите на градот Скопје, дали треба да се споделуваат со останатите општини и еве во ваква ситуација како што имавме во досегашниот мандат, да речеме, на несоработка на централната и власта на градот Скопје или на локалната, видовме до каде одат работите. Вашите визии за функционирањето на градот Скопје со останатите општини, дали треба се да се прелее во градот Скопје или обратно? Добро, ова е доста хипотетичко прашање, во суштина да, ние во нашата програма предвидуваме дека град Скопје треба да биде една локална единица и да функционира како една целина, но мислам дека тоа е доста хипотетички, тоа што треба да се искоментира дека ние во Македонија имаме растроеност помеѓу институциите, дека ако во една институција има една политичка волја, во друга институција има друга политичка волја, тие институции не комуницираат едноставно и не ги исполнуваат своите обврски, тоест институциите не се доволно зрели да ги исполнуваат своите обврски независно каква ќе биде политичката волја. Јас можам еден финален одговор да кажам, дека јас, доколку бидам избран за градоначалник, јас сум спремен да соработувам со сите градоначалници скопски, со централната власт, затоа што не смее повторно да се случи 600.000 луѓе да бидат заробени во град, додека ние разговараме за хипотетички ситуации и за кои знае какви работи. Најодвратното нешто што во изминатите 4 години го имаме слушнато од општинските градоначалници во градот Скопје е дека не можеле ништо да направат за улиците затоа што биле под ингеренција на град Скопје. Жителите се наши, ингеренциите се апстрактни категории. Еден градоначалник кој е навистина заложен да се бори за граѓаните на град Скопје ќе изнајде решение и нема да ги остави на цедило како што тоа беше случајот до сега. Шукова, повелете. Да, јас некако ќе продолжам дека впрочем несоработката помеѓу градот и помеѓу општините во градот ја доведе состојбата во градот каква што е во моментот и мора да има соработка, бидејќи гледаме кога нема соработка. Не функционира системот за собирање на отпад. Не функционира системот за водоснабдување како што треба во високите зони. Сите паркови и зеленила ни се девастирани. Јавниот превоз ни е пред колапс. И тоа покажува дека несоработката помеѓу градот и помеѓу општините во градот само го водат во хаос градот и не е во интерес на граѓаните, него е во интерес на некои политички и наетења помеѓу поединци, помеѓу партии или не знам помеѓу кои се не, се е тоа спротивно на интересите на граѓаните. И мислам дека единствено нешто што треба да биде е дека не само помеѓу градоначалникот и помеѓу општините, него мора да има соработка и со централната власт. И овие реторики што ги слушаме дека ако победи градоначалникот ВМРО ДПМН, не само во тој случај централната власт ќе му помогне на градот и на општините во градот, мислам дека е далеко од интересите на граѓаните. Така. Да, дозволите. Па ќе испаѓа дека јас се надоврзувам, ама реалната слика е таа, соработката мора да постои, комплетно се во право моите двајца соговорници пред мене. Во суштина треба да постои на централно ниво и градот Скопје и општините по кои што се под градот Скопје, бидејќи таквата затворена соработка и таквата политичка суета е баш еден одраз класичен имаше со Шуто Ризари и општина Чаир, кој што се случи и како се што е тоа што се случи со град Скопје со овие две општини, со таквиот револт и незадоволство со страна на граѓаните од овие општини кои што се па граѓани на градот Скопје, така да затвореноста само доведува до незадоволство или неискористување на сите услуги кои што граѓаните треба да ги има. Така да отворена соработка, децентрализирана МОК во суштина по дефиниција тоа и значи. Значи, како што спомна и господјата Каја пред мене, децентрализација, особено во сервисните услуги и јавните предпријатија кои што ги води градот, поради тие сите сервисни услуги кои што треба ги добијат, а пак граѓаните кои што се ги плаќаат. Неопходна е и мора да постои. Ви благодарам, Рашковиќ. Па јас мислам дека многу тешко би било тоа, бидејќи сите ветуваме ние дека ќе соработуваме и со Советот, и со сите градоначалници и така натаму, па кога ќе дојдеме на таа фотелја, некако си го менуваме мислењето. Тоа се случи и со претходната градоначалничка, па таа влезе точно во конфликт со тие што ја предложија и што ја донесоа на тоа место. Јас би потегнал една иницијатива, бидејќи граѓаните не гласат, како не гласаат, така да може и да не отповикаат од таа функција. Мислам дека тоа највише би било вака погодно, а да се надоврзам на господјата Каја,
и на Мециновиќ, тоа што власта веќе прогнозира кој ќе биде градоначалник и го поддржува нивниот кандидат, јас ќе завршам вака професорски, ќе се повикам на една романсиерка англиска Мериан Еванс, која што во еден свој роман вака рекла: многу е смешно, а ја би додал и жално, кога петелот мисли дека сонцето изгрева само поради неговото кукурикање. Тоа си е ваше, добро споделивте една мисла. Завршивте Рашко? Да, завршив, фала. Повелете, Мајковски. Да, на градот му треба градоначалник кој гради мостови, а не ги урива и постојните. Уверен сум дека ако постојат искрени намери, отчетност за она што се работи, тогаш тешко да се дојде да се најде на целосни обструкции како што имавме во претходните 4 години. Не е лесно секако, меѓутоа апсолутен противник сум на тезата дека градот единствено би можел да функционира доколку градоначалникот и мнозинството во Советот се од иста политичка структура. Впрочем, таков случај имавме ние досега, бе од иста политичка структура, па видовме дека и може да не функционира градот, така што мислам дека животно искуство, професионално искуство, соработка, желба за оставање нешто зад себе, може само да придонесе за добробит на градот и добробит на општините. Секое и наетење, политиканство и така натаму носи кон деструкции, сведоци сме за тоа. Така, Бакију? Добро, бидејќи прашањето беше дали да постои актуелниот систем на администрирање организација на градот, се согласувам сметам дека треба да остане ист, бидејќи една форма на изразување на демократијата преку директни избори и на одредени територии. Во случајот како што е организиран градот во неколку општини, впрочем за градот Скопје постои посебен закон, може би треба да се сменат одредени инструменти со кои што законски ќе бидат задолжени да соработуваат градоначалниците и со градоначалникот на градот Скопје, а нужно сметам дека треба да се вметне инструментот на референдум, особено ако анализираме последните случувања не само во градот Скопје, туку во неколку општини, бидејќи кога се избира актуелниот систем овозможува тие да бидат султани или да не постои механизам за да се измет и заменат, а впрочем се разбира многу е битно и карактерот, односно лице кое што ќе комуницира, кој ќе воспостави добра комуникација и со граѓаните, и со општините, но и со владата. Куновски, повелите. По моје гледиште, како сублимат на досегашните искажувања, Скопје и државата се заробени од партиите. Ради тоа треба да има некој, според мене, независен кандидат, докажан до сега во својата сфера, затоа што и кој има визија да знае кај оди овој град. Градов не е ни село, не е ни град, туку е фавела со канцерогена фавела која што е Валкана. Значи треба да ги средиме сите институции за да може да направиме нормален град за живење. Мора да имаме нова територијална поделба, тоа е една од нашите заложби, затоа што финансиски се немоќни општините да направат нешто. Доколку има спојување на буџетите на општините со град Скопје, ќе има некаде околу, груба проценка, околу 250 милиони евра буџет. Тогаш, и бидејќи се дуплираат ингеренциите на градот и на општините, ќе има намалување на администрацијата, а доколку се отворат и некои нови работни места, Дрисла ако стане потенцијален финансиски центар, односно ќе има профит, тогаш се ќе биде во ред. Скопје како една целина е нешто што треба ние да го направиме, затоа што подели владај доведе до оваа ситуација. Ќе квантифицирам, 67 милиони евра се одат во буџетот по законот на град Скопје. Тоа апсолутно не е доволно. 14 милиони се покриваат јавните предпријатија, 30 и нешто администрацијата. Што останува за градот за се развие? Нула. Скопје треба да има 600 милиони буџет и му треба менаџер кој ќе соработува со советниците и со советот од една страна, но од друга страна што ќе постави вистински професионалци во јавните предпријатија кои имаат загуби од 17 милиони евра последните 3 години, каде што овие
ќе ги санираат. Најголем проблем, 75% од проблемите се комунални заради неработењето на јавните предпријатија што ние се соочуваме, а тоа е од една страна лошо се менаџирано и од друга страна имаме лоша соработка со Советот на град Скопје. Така, Јовановски, повелете. Од причина што ова моје гостување е практично прво и веројатно и последно, затоа што системот е направен за двете партии, јас оваа минута одлучив да прочитам 5 од моите точки од програмата од вкупно преку 30 точки. Точка број 1, доколку ја бидам градоначелник, Скопје и Москва ќе станат збратимени градови. Точка број 2, ќе донесам најмалку 15 бизнесмени од Русија и најмалку 3 од Белорусија кои ќе инвестираат во градов. Точка број 3. Ќе работам на развојот на македонско-источно-славјанското пријателство и Скопје ќе биде град кој ќе биде преполн со туристи од Русија, Белорусија и утрешна прославјанска Украина. Ова ќе го чинам преку субвенционирање на туризмот од овие земји и со тоа ќе ги стимулирам тамошните туроператори за соработка и носење на туристи во нашата држава. Ќе направам споменик на рускиот императорски конзул Александар Аркадиевич во Скопје, Александар Аркадиевич Росковски, кој што загина на 8 август 1903 година Минутата во одбрана заврши. на македонското население од репресариите на турците, откако ние го кренавме во станијата. Ви благодарам, Јовановски. Божиновски, повелете. Значи вака, ако ја забележиме инерцијата по која се раководи градот, ние имаме овде директно, затоа што имаме луѓе од градот, следниот градоначалник мора да се наслони само на граѓаните доколку сака да ја прифати фотелјата и доколку сака да има каков и да е успех. Демократија на ваков начин не може да се остварува. Са демократијата е само ако градоначалникот успее со граѓаните да соработува, што досега не било тема на разговарање. Досегашната тема на изборот е да гласаат граѓаните, а после се тотално заборавени. Доколку постои таа природна врска која бара соседства и доверба, во тој случај градоначалникот може да исплива со својот мандат од 4 години и да постигне некаков успех. Инаку ќе се повтори истата приказка која ја имаме како главоболка. Трајановски, повелете. Не само партиите, него и во партиите недоформени ега и неформирани карактери раководат со институции кои што потоа тие институции ги користат за пресметка дали со граѓаните, дали со други институции, што е поразително за ова наше општество. Ништо поинаку не е и со градот Скопје. Не верувам во тезата дека и уцената од актуелната власт дека градот Скопје мора да биде раководен од член од Дивната партија, затоа што ако е така, тогаш тие признаваат дека се главните виновници што го казниле градот Скопје изминатите 4 години. Сметам дека во интерес на градот Скопје и граѓаните интересот мора да го вратиме на прв ред. Ви кажувам дека имаме многу работи, субстандардни се условите во овој град кои што ги пружаме како услуги на градот. За брзо време можат многу работи да се средат ако сакаме навистина да соработуваме и секако да си подадеме рака во интерес на граѓаните, особено локалната политика и градот Скопје. Сметам дека не може партиски да биде обоен, затоа што ако тече вода на улицата, тече вода за сите, не тече само за едната партија или за другата. Ако таа улица се прави од сите, така да мислам дека тука треба да се надминеме еднаш како општество, да покажеме една зрелост и одговорност према граѓаните кои што ни ја даваат довербата. Толку немаме време повеќе, Николовски, повелете. Се додека Советот на градот Скопје го сочинува 45 партиски советници, ќе имаме проблем. Затоа ја предложив нова територијална организација и наместо Советот од 45 партиски советници да дојдат 50 квартоначалници, кои што исто така ќе се бираат на непосредни локални избори. Тие ќе бидат партиски? Не, тие ќе бидат со мнозински си, мало началници. Сега во моментот имаме една аномалија во градските советници, затоа што не сум сигурен дека се добро распределени по 10 скопски општини. Може да се 1-2, тоа треба да се направи анализа. И веќе имаме проблем со застапување на интересите на граѓаните. И исто така и општините нормално, кога би се укинале, кога би преминале во квартови,
а советниците на ниво на општини скопски ќе ги снема. Значи помалку трошоци за граѓаните. Таа е вашата визија, Николовски. За жал на оваа тема не можеме реплики и контрареплики, бидејќи еве веќе и 4-5 минути плюс од предвиденото време. Не е реплика, само во мое лично име и во име на сите нас да ви се заблагодариме што се лично вам и на вашата телевизија што се одваживте да организирате дебата. Абсолютно. За разлика од оние чија законска обврска е тоа да го прават, а еве се уште не го направи. Така и да му се заблагодариме на Орце Ѓорѓиевски што не дојде и потврди дека не е легитимен избор за граѓаните на Скопје. Јас ги поканив сите, ќе им беше драго сите да бевте тука, меѓутоа тоа е тоа, сите ги поканивме кој сакаше повелете и ми е драго што дојдовте. Благодарам за демократичноста, благодарам за парламентаризмот. Јас се надевам дека бев добар менаџер во дебатата, на сите да дадам еднаков простор, никој да не се почувствува дека е помалку вреден во наводници. Завршивме. Почитувани, јас тука само на нашите почитувани гледачи исто да им се заблагодарам, се надевам добивте шанса плюс почитувани да ги дознаете проектите на кандидатите за градоначалници за Скопје. Довидување.